Иако временските услови за вегетација на оризовата култура се речиси идеални, со сонце, високи температури и засега доволно вода за наводнување, кои возможуваат брзо поникнување, сепак сушата се повеќе ги загрижува земјоделците и ја доведува во прашање реколтата. Вакви грижи не се вообичаени за почетокот на третата декада од мај, кога се уште не е завршена сеидбената кампања. Меѓутоа, климатските промени и ограничените количини вода во акумулациите го прават своето. Отсуството на врнежи целосно ги исушија нивите, па полнењето со вода на каналската мрежа оди побавно и троши поголеми количини од вообичаено. Токму затоа и на водостопанствениците и на земјоделците погледите им се свртени кон небото, од кое оваа земјоделска сезона ќе зависат многу нешта. Што се однесува до самата сеидба, оваа пролет изостануваат коментарите околу тоа дали има доволно семенски материјал, кои сорти се најзастапени, колку се употребува меркантил, какви се цените и пред се квалитетот на хемиските препарати и така натаму. Нешто поради корона кризата, друго поради непостоењето организираност на земјоделците, секој е препуштен сам на себе, како што никогаш не било во регионот. Едно-две здруженија, колку што од време на време се јавуваат со истакнување на проблемите во и околу оризопроизводството, пролетва се пасивни. Веројатно, поради тоа државата нема стратегија за оваа култура, која поради пандемијата го привлече своето внимание на светско ниво, изголемување на цената на берзите од цели 20%.